Почитувани, врз основа на четвртата мерка од програмата за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести за 2025 година, право на финансиска поддршка на вршење на областа на здравствената заштита на сите здруженија и другите правни субјекти од територијата на општина Куманово можат да аплицираат на отворениот јавен повик, се со цел за унапредување на здравјето на граѓаните на локално ниво, како и успешна реализација на проведување на мерките за заштита на населението од заразни болести за 2025 година. Првенствено, кампањите кои ќе бидат од областа на здравствената заштита и останатите теми ќе биде подигнување на свеста за превенција на дијабетисот, подигнување на свеста на превенција од сексуалното преносливите болести, подигнување на свеста кај родителите за поголем опат на вакцинизација на децата, рутинските здравствени прегледи и скрининг на заболувањата и други теми од областа на здравствената заштита. Како поднесители на предлог проекти, тоа е состварување на право на финансиска поддршка во спроведување на превентивно-промотивните активности за унапредување на здравјето преку кампањи од областа на здравствената заштита на општина Куманово, може да пројават сите здруженија и правни лица кои се регистрирани од областа на здравствената заштита, а и ги исполнуваат неколку критериуми. Некои од нив се да бидат регистрирани во централниот регистар, седиштето да има во општина Куманово, да имаат програма за работа за 2025 година која ќе опфаќа активности од областа на здравствената заштита. Исто така едно здружение на овој јавен повик може да поднесе само еден проект, некако претходните години по неколку проекти, за вршење на работи од областа на здравствената заштита. Секој проект се доставува со апликационен формулар во општинската архива. Рок и начинот на доставување на предлог проектите на јавниот повик се веќе објавени на официјалната страна на kumanovo.gov.mk и ќе траат 14 дена од денот на објавување, тоа е со 10.2.2025 година, заклучено 24.2.2025 година. Сите заинтересирани здруженија лица, формуларите за остварување на право на финансиската поддршка за спроведување на превентивните активности преку кампањи можат да ги земат во поранешниот зграда на Козјак, исто така на официјалната веб страна. Апликациите кои ќе бидат со непотполна документација ќе бидат надвор од поднесени од предвидениот рок, нема да се земат во обзир. Финансиските средства ќе бидат со вредност од 100.000 денари. Исто така, како што потенциравме, општина Куманово има уште еден јавен повик, тоа е дека се стремиме кон намалување на социјалните ризици, превенцијата, како и добросостојбата на сите наши граѓани со обезбедување на социјална сигурност, подобрување на квалитетот на живење и зајакнување на капацитетите на општина и со таа цел имаме финансиска поддршка на здруженијата кои се однесуваат во вршење на социјалната заштита, односно здруженијата кои се во фаза на развој, на подготовка и во споставување на нови социјални услуги на територијата на општина Куманово, пропишани со Законот за социјална услуга, за социјална заштита или иновативни социјални услуги, и тоа се услуги на информирање и упатување, услуги на стручна помош и поддршка, услуги за советување, услуги во домот, услуги во заедницата, услуги вон семејсната заштита. При овој повик, предност при остварување на право на финансиската поддршка ќе имаат здруженијата кои веќе се во фаза на развој, односно подготовка или воспитување на некоја социјална услуга, кои се дел од социјалниот план на општина Куманово за 2023 до 2026 година. Финансиската поддршка се однесува и на здруженија кои се во фаза на подготовка на документација за лиценцирање или веќе имаат поднесена документација за добивање на лиценца за социјалните услуги во Министерството до денот на објавување на јавниот повик, тоест нема добиено лиценца за таа работа за територијата на општина Куманово. Како што нагласив предност оваа година во обликацијата ќе имаат услуги вон семејна заштита, бидејќи тие се едните од ретки кои не ни се застапени како провајдери во општина Куманово. Како што кажав, како поднесители на барањата за остварување на правото на финансиската поддршка за вршење на работите од социјалната заштита на територијата на општина Куманово, може да се јават здруженија кои ги исполнуваат неколку критериуми, тоа е да се регистрирани во централниот регистар како здружение на граѓани и да се со седиште во општина Куманово, да имаат статут и програма за работа за 25 година која ќе ги опфаќаат овие
кажи ги активности кои ќе бидат насочени кон ранливите категории. Исто така да имат минимум 3 годишно работно искуство и успешно реализирање неколку проекти од областа на социјална заштита на територија на општина Куманово, да имат ангажирано минимум едно лице. Исто така апликациите со непотполна документација и надвор од предвидениот рок нема да бидат предмет на разгледување. Исто така новитет е дека едно здружение оваа година може да поднесе една апликација. Исто така сите заинтересирани здруженија формуларот за апликација за остварување на правото на финансиска поддршка и вршење на работи од социјална заштита на територија на општина Куманово за 2025 година може да го подигнат на официјалната страна на општина Куманово kumanovo.gov.mk или на портирницата на зградата на поранешен Којзак. Рокот на доставување на барања на учество на јавниот повик трае 14 дена, тоест од 10.2.2025 до 23.2.2025. Сите заинтересирани здруженија подателни информации за јавниот повик може да добијат во просторијата на општина Куманово, тоест поранешна зграда на Којзак, во одделението за социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита.